Двојно убиство и самоубиство синоќа го потресе Прилеп. На улицата Стеван Апостоловски се случила вистинска семејна крвава драма, кога 62 годишниот Петар Ѓорѓиевски ги убил својот 43 годишен внук Панчо Чупарковски и неговиот малолетен 12 годишен син, кои што биле појдени кај него на гости. По убиството, пред полицијата да влезе во неговиот дом, Ѓорѓиевски сам си пресудил. Имено, околу 15 часот вчера, Ѓорѓиевски телефонски му се јавил на неговиот внук од сестра и го поканил да оди кај него дома, но инсистирал со себе да го поведе и неговиот малолетен 12 годишен син. Чупарковски кажал за тоа на својата сопруга и заминал. Според очевидци, некаде помеѓу 15 и 30 и 16 часот, во непосредна близина на куќата на Ѓорѓиевски се слушаат истрели од огнено оружје. И најверојатно тоа е моментот на убиството, во кое што тој ги застрелува внукот и неговиот малолетен син. Но до тој момент нема никаква пријава во Овара Прилеп за било какво пукање на подрачјето на територија на Прилеп. Откако го извршил грозоморниот чин, на Facebook, преку лажниот профил кој што го користел, Ѓорѓиевски околу 17 часот и 10 минути оставил и мурничава порака во која што ја споменува неговата сестра и внук. Сопругата на сега убиениот Чупарковски, откако не успеала телефонски да ги добие ниту сопругата, ниту синот, се упатила кон куќата на Ѓорѓиевски, каде што пред неја бил паркиран автомобилот на сопругот. Започнала да ги повикува, но никој не се одзивал, а влезната врата била затворена. Во 21 часот и 20 минути таа случајот го пријавува во полиција. Кога полициските службеници заминуваат да проверат што се случува таму, започнала вооружена пресметка, па дури било фрлена и бомба од страна на Ѓорѓиевски. Од страна на полициски службеници била извршена проверка во домот на Пѓ, но никој не ја отварал вратата. По наредба од јавен обвинител, полициските службеници со употреба на сила ја отвориле вратата и кога влегле во куќата, едно лице фрлило бомба кон нив, која почнала да чади, но не експлодирала. Откако полициските службеници излегле од куќата, било пукано кон нив, при што од нивна страна било возвратено со пукање од службено оружје кон куќата. Поради лошата безбедносна ситуација и поради тоа што и покрај обидите да го разубедат да влезат внатре, Ѓорѓиевски продолжил со заканите. На помош биле повикани припадници на специјалната единица Тигар, кои што со хеликоптер пристигнаа во Прилеп и околу 1 часот по полноќ влегоа во куќата каде што пронајдоа 3 безживотни тела. Најверојатно, осумничениот се самоубил во моментот кога припадниците на тигрите се обидувале да влезат во куќата. Во колку часот и како се обиени ПЧ и неговиот малолетен син, ќе се утврдува со истрагата и со обдукцијата која што ја наредив, затоа што соседите велат дека слушнале истрели пред полицијата да се обиде да влезе во домот. Мотивот за убиството најверојатно се нерасчистени семено-имотни односи, истакна јавниот обвинител Стефчо Биновски. По завршувањето на драмата, итната медицинска помош констатирала смрт кај трите лица како последица од повреди со огнено оружје. Јавниот обвинител издаде наредба за обдукција на починатите, како и за прибирање на сите траги, оружје и муниција пронајдени на лице место, кои што ќе бидат предмет на вештачење.